Тука нема јајца. Добро, веднаш ќе купиме, ајде. Во ред? Кога? Џахид дома нема јајца. Тоест нема ништо. Тато го сакам, тато. Трк купи се и се што. Веднаш ќе донесам. Тато го сакам, тато. Ама зошто плачеш? Тато го сакам, тато. Еливче, Тато, викнете го татко ми, тато. Тато. и каде да го најдеме тој човек? Тато. Во Истанбул. Јави му се да дојде. Тато го сакам, тато, нека дојде, татичко. Ке се навикне плачејки Лила. Нека се јави да и каже 2-3 збора, а потоа ќе се навикне. Тато го сакам. Тато! Тато? Тато, кога ќе дојде? Тато го сакам. Тато го сакам, тато. Тато го сакам. Земи душа, Не сакам. ама ова е последно. Ајде, отвори уста душа. Браво за тебе. Ајде сега и млекото да го испиеш. Голтни убаво. Ајде и млекото сега. Тато! Ели! Тато, те молам да одиме дома. Слушни ме сега малку. Нели ми имаш ветено дека ќе седиш мирна кога тато има многу работа? Но не сакам да седам тука. Не ги познавам овие луѓе. Ама овие луѓе многу те сакаат. Како што ме сакаш мене, така сакај ги и нив. Јасно? Ајде дојди да си поиграме малку. Слободно јави се кога ќе посакаш. Ти се јави бидејќи сметав дека посоодветно е ти да ги кажеш. Колку и да ги кажувам, нема да ме свати. Откако ќе помине некое време, ќе се навикне. Но пред се, треба да му се одолжиме на човекот кој ни ја направи оваа стапица. Ќе платим. Тоа е моја работа. Сигурно дознал за вчера. Нема да можеш да го добиеш некое време. Ако не го добијам него, тебе ќе те добијам. Ке пробам. Ама тука е моќта, кај Фелер. Сите екипи за него работат. Инаку ти само да знаеш, никогаш не би ја нашол мојата куќа и не би успел да влезеш. Ќе го добијам, Фелер. Кога ќе го добијам? Ако му го сториш истото што ти го сторил тебе, работата ќе ми биде полесна. Ова кој е за мене вториот, за кого е? Турција направивте лидер во регионов. Тоа ви е првата грешка. Посакавме да го реализираме вториот план. Да кроиме политика за Блискиот Исток преку Турција. Но Турција ви се лизна од рака. Никаде не се лизна Турција. Со празни раце. Втора голема грешка ви е арапската пролет. Не е време за откажување од диктаторство. Ја будиш заспаната моќ и ја појачуваш Турција. Исто така, ги активираш масите кои
со стотици години ја очекуваат за спаната неактивирана моќ. Погрешно си разбрал. Преземав безбедносни мерки за да ја замрзат Турција пред да ја започнам арапската пролет јас. Како? Турција соработуваше со диктаторите. Водеше мирна политика со соседите. Откако ги симнавме диктаторите, останаа без избор за нова политика. Тие не можеа да се откажат од диктаторите, ниту пак да бидат на страна на опозицијата. И двете страни сега ја мразат. Така ти мисли си. Не го уништи долгогодишниот проект. Денес, кој да дојде на власт, нема да има проблеми со турците. Бидејќи народот се сака. Бидејќи тие се муслимани. Не го разбираш следновото. Заврши ерата на диктаторите. Арапите повеќе немаат сила да издржат. Мора да се заминат многу луѓе. Барањето, наводни причини е секогаш место каде што одат губитниците. И покрај сите грешки, веќе цела година се борам да си заменеш од тука, Фелер. Овие билети се за мене и за ќерка ми. По 3 дена ќе се вратам во Вашингтон и ќе дадам отказ. Се разбира ако и ќерка ми дојде со мене. Земи си ја ќерката од Пулат Алемдар. Знаеш каде е, нели? Штом ти ми направи ваков проблем, ти ќе ми го исчистиш. Нели сакаш да останеш тука? Еве ти можност. Оби го таткото на ќерка ми. Блискиот исток нека биде твој, а ќерка ми врати ми ја назад. Госпогица Инджи, дојде Пулат Алемдар. Нека влезе. Здраво. Не ми враќаш на повиците? Те нема воопшто да се јавиш? И најднаш еднутро бараш да ме видиш. Ќе ти објаснам, Инджи, ќе ти објаснам. Те слушам. Често бев во странство. Имав работа. Работи во кои не сакав да бидам вмешан. Полат, тоа кажи го на обвинителството, дали си сакал или не. Како и да е. Како и да е, дојде време да се одмазнам. Ке му се одмазнам на Арон Фелер. И тој го знае тоа. Повторно со погрешна личност разговараш. Мора со татко ми да зборуваш. Инджи, Што е? знам дека можеш да се видиш со Фелер кога и да посакаш. Добро, а со што да ти помогнам? Ако не ми помогнеш, ке те убијам. Не можеш. Инджи, 7 поколенија ке ти убијам. Не можеш. Не си играј со мене. Не можеш да ме убиеш. Бидејќи носам твое дете. Што зборуваш, бе ти? Ако се наканеше да ми одговориш на повиците, порано ќе дознаеше. Сигурна ли си? Беше на доктор? Бев. Ти кажа ли доктора дека е од мене? Го сакаш Фелер?
Ке ти го донесам. Не сакам ништо од тебе. Ниту дојдов тука, ниту нешто од тебе побарав. Исто. Ниту пак ти го слушна тоа што ти го кажав. Заборави дете мете. За ова ти сама не одлучуваш, Детето не е твое. Тоа не те засега. Како и да е, после ке зборуваме. После ке зборуваме. Абдулхей, побарај го братот. Бате ти побарај. Сега, ако е покрај ќерка му, да не го вознемирувам. Бато не отиде кај кирка му, кај инчетата Рогло отиде. Нели се разделивме? Излекол од Каинџе, отишол кај ќерка му. Човек покрај дете заборава на времето. На се заборава. Бате, јас излегувам. Седи, синко, каде? Ми што ги правам ако седам тука? Зарно да е? Има ќе ти мети нешто, а? Не, бате, дома ќе седам. Добро, оди, мајка ти се загрижила. Оди пред да те бара. Фала, бате. Право дома да одиш. Да не слушам дека си шетам надвор. Не, бе, бате, не излегувам. Посад, Кажи, бате. знај, те надгледувам. Да се живи, бате. Што младина е ова? Дома ли се оди сега во ова време? Ерхан, не го подучувај, а? Бате, фраер не се станува, фраер се раѓа. Например ти, например Абдул, например Бато. Да не оди само овој кај Фелер. Кажи ме, мати. Што правиш, брат? Седам. Кај Елиф ли се сега? Кај местото на Елиф. Значи кај обвинителката. Не, кај моминската кула. Ќерка ти ја однесе таму, брат? Не, сам сум. Брат, што е со работата? Се одложи, ме, мати. Зашто? После ќе ти кажам, ме, мати. Ти уште ли си таму? Што правиш ти тука? Работам. Во темница ли? Тато не пали. Зошто плачеш? Ете, си плачам. Требаше да се видиш со Пола, дојде ли? Дојде. Господа го казни. Знаеш ли зошто дошол да зборува со мене? За да му го предадам Фелер. Му кажа дека си бремена? Не поверува. Што уште не ми рече. Никој не ме сака. Ниту ти не ме сакаш.